Власта свесно сака да ни го земе лебот со низата погрешни чекори кои од ден во ден стануваат се покатастрофални. Алармираат за алфа производители на овошје и зеленчук откако владата стави мраз на цените на 11 земјоделски производи. За земјоделците владината одлука е погубна за секторот. Вела дека со последното замрзнување тие се обесправени, но и дека ова води кон пропаст на секторот во земјава кој онака е на стаклени нозе, зашто мораат да продаваат под произведената цена. Како може патличенот да биде 70 денари, кога патличенот јас го купувам 170 денари? Јас пред се сум производител. До лани вештачко ѓубре 20 кила беше 800 денари. Оваа година 20 кила вреќа е 2000 денари. Колку е нафтата? Кај се аргатите? Кај се семињата? Каде е сето тој влог што сме го ставили? До каде ќе иде ова? Затоа нема домашно производство. Затоа и ќе нема, топрва ќе нема домашно производство. Увозната роба ќе се носи на друга страна. Македонските земјоделци, нашите, ние, нема ќе се откажеме. Нема бестјар кој работи. Земјоделците прашуваат како е можно за работниците да има плата од 200 евра, а за владините функционери дури 2000. Велат тие да дојдат и да ги засукаат ракавите и да растовараат по цел ден, па после да тресат како што велат цени од ракав. Луѓето работат за 200 евра плата, а они ги качаа нивните плати на 2000 евра плата. Која разлика е тоа? До кога нас луѓето ќе не угнетуваат и не ќе направат глупи? Па ние не сме глупи бе луѓе. Па и ние треба да живееме од нешто. Нека одат и они да работат малку оваа работа, нека идат на кванташки да купат робата и тука да ја продаваат таа цена они што се измислиле. Власта најави проширување на листата на замрзнати цени на овошје и зеленчук, со што според земјоделците свесно ќе се ништат земјоделските сектори, но и ќе се дотолчи домашното производство. Цените отидоа многу високо, зборам за сите цени, ништо не се направи во намалувањето. Значи, веќе ако сакаше да се помогне нешто на народот, требаше цените да се вратат барем една година уназад. Не можеш ти да покажеш цени со 50-100% и после да намалуваш смешни работи. Значи, посмешно не може да биде. Алармо доаѓа по владината одлука со која се замрзнуваат цените на доматите, кромидот, компирот, пиперот, гравот, леќата, потоа бананите, портокалите, мандарините и лимонот. Па така килограм домати не сме да се продава над 70 денари, а краставиците до 75, а со новата владина одлука максималната цена на пиперките ќе биде 90 денари.